Најкорумпирани политичари во светот. Во ситуации кога се зборува за пари, секој од пожелен интерес не би ги штедел ушите да слушне многу внимателно, каде се чини дека моќта и политичкото влијание владеат во земјата. Тогаш ова на крајот и неизбежно станува и игралиште за корупција. Живееме во време во кое живеат некои од најкорумпираните политичари во светот. Искрено не е потребно многу друго освен да се има убедлив талент, вербална амбиција, вредни контакти на вистински места на време и куп пари за да се разфрлате наоколу за да се совлада уметноста на поткупување за некого на високи места и да ги ставите во позиција каде што со нешто драго би им сте се заканувале ако не се придржуваат до предлогот што сте биле доволно храбри да ги доведете на нивните места на кратко, случајно и неочекувано известување. Ова е првенствено повеќе од доволно за да се претвори во добар, но просечен и обичен политичар во корумпиран поединец кој секогаш е подготвен да ужива во животот на криминалот на белите јахти. Ова се најкорумпираните политичари во светот за 2020 година. Поранешен премиер на Пакистан Наваз Шариф е на врвот на листата со корупција од околу 30 милиарди долари. Следат саудискиот крал Салман бин Абдулазис, Асиф Али Зардари и премиерот на Индија Нарендра Моди. 9. Зигмундур Девид Гунлаугсон, премиер на Исланд. Најмладиот премиер на Исланд, Зигмундур Девид, исто така е рангиран меѓу најкорумпираните политичари во светот, иако тој е повлечен од своето место по објавувањето на панамските документи во 2016 година. 8. Петро Порошенко, Петро Олексиовиќ Порошенко, од Украина, забележен е на 8-то место на нашата листа на најкорумпирани политичари во светот за 2018 година. Тој е познат како уништувач на економијата на Украина. Според Украина, тој ограбил повеќе од 3 милиарди долари. 7. Ким Јонг Ун, председател на Северна Кореја. Председателот на Северна Кореја, Ким Јонг Ун, е на 7-то место меѓу корумпираните политичари поради многу причини. 6. Дейвид Камерон, поранешен премиер на Англија. Поранешниот премиер на Англија исто така беше означен како најкорумпираниот политичар во светот. Дейвид Камерон, иако припаѓа на најбогатото семејство, но има некои обвинувања за корупција и основа офшор компанија. 5. Калифа бин Заед ал Нахјан, крал на Обединетите Арапски Емирати. Председателот на Обединетите Арапски Емирати, Калифа бин Заед бин Султан ал Нахјан, е на 5-то место меѓу најкорумпираните политичари во светот. Според Panama Papers, тој заработил имот од околу 150 милиарди долари од злоупотреба на државната каса. 4. Нарендра Моди, премиер на Индија. Нарендра Моди е на 4-то место на листата на најкорумпирани политичари, по Наваз Шариф и кралот Салман. Тој е 4-тиот најкорумпиран премиер во светот. 3. Асиф Али Зардари, поранешен председател на Пакистан. Познат како интелигентен, умен и високо корумпиран политичар во историјата на Пакистан. Тој беше на топ позиција во рангирањето за корупција, но по објавувањето на панамските документи, Наваз Шариф го замени. Покрај тоа, тој е еден од најбогатите луѓе во Пакистан. Зардари има многу обвинувања за корупција и злоупотреба на властувањата, вклучувајќи го и обвинението за убиство на Беназир Буто, меѓу многу други. 2. Салман бин Абдулазис, кралот на Саудиска Арабија. Саудискиот кралски државник и политичар Салман бин Абдулазис е прогласен за втор најкорумпиран политичар во светот. Бил крал на Саудиска Арабија, премиер, чувар
на двете свети џами и шеф на домот на Саудиска Арабија. 1. Наваз Шариф, поранешен премиер на Пакистан. Екс-премиерот на Пакистан Наваз Шариф е рангиран како најкорумпиран политичар во светот. Наваз Шариф, трикратно избраниот премиер на Пакистан, е исто така еден од најбогатите луѓе во Пакистан. Тој и неговото семејство поседуваат многу недвижен имот. Челичарници, фабрики, мелници за ориз, мелници за брашно и мелници за шеќер низ целата земја и во странство. Неодамна тој беше дисквалификуван поради најлошите обвиненија за корупција од страна на Врховниот суд на Пакистан. Тој беше во срцето на протекнувањето на панамските документи и прогласен за најкорумпиран човек во историјата на пакистанската политика. Според Panama Papers, Наваз Шариф и неговото семејство направиле високо ниво на корупција со $418 милиони од 1985 година, кога стана главен министер на Пенџаб, до 2017 година. Брутално го ограбува пакистанскиот имот. Со овие пари за корупција, тој заедно со неговото семејство направи имот од околу $30 милиарди. Семејството поседува многу добро воспоставени бизниси ширум светот.